Се уште нема одлука за тоа кој ќе биде новиот министер за здравство. Премиерот Заев по средбата која ја имаше пред неколку дена со лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села, откри дека Села му предложил кандидат за нов министер за здравство, но премиерот призна дека во игра се и други опции и како име, но и како кадар, можеби и од друга политичка партија. Се надевам дека до крајот на оваа седмица ќе можеме да донесеме одлука. Секако сите опции се отворени. Во моментот ниту јас знам точно и која ќе биде името, од која политичка партија ќе дојде и кој ќе биде од кандидатите. Јас сум само еден од политичките представници на партиите кои што партиципираат во владиното мнозинство или во парламентарното мнозинство. Консултациите продолжуваат секако. Јас би рекол вака, сите опции се отворени. Пред се е многу важно и персоналното решение, многу е важно за какви луѓе разговараме. Здравството знаете дека е високо во очекувањата на граѓаните, заради тоа е многу важно. Дали ќе има или не реконструкција на владата, според Заев, ќе зависи од тоа дали ресорот здравство ќе остане на Алијансата или местото ќе биде пополнето со предлог од останатите партии во владината коалиција. Заев уште еднаш потврди дека партијата на Села останува во владата и дека сигурно ќе им припадне одредено министерско место, но во овој момент, како што истакна, се води меѓупартиска дебата, со што, како што рече, пресудни ќе бидат понудените имиња за ваква одговорна функција. Сега се одлучува за пополнување на испразнето место поради тоа што поранешниот министер стана градоначалник. И во одлучувањето мора да не води прво името, човекот кој е, за да може прво граѓаните, пациентите, лекарите, медицинската фела да му веруваат на човек. Тоа е минимум што го очекуваме после заедно со помош на сите, се надеваме на успешни реформи во здравството заради тоа што се неопходни. Последните денови актуелно во медиумите е и најавата дека министерско место во владата посакува лично и лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, кој на последните локални избори беше и во директна коалиција со партијата на Зоран Заев. Со Обединети за Македонија имаме коалиција и на после парламентарните избори, исклучено во делот на она што значи партиципација во извршната власт. Тие имаат веќе распоредено некои раководни места во распределбата на сите места каде што преземаат сите политички партии одговорност, и тоа е потврдено заради тоа што знаете нашиот став на вкупниот број на опозициони гласови наспроти владеачките гласови беше тврдењето за кое што и до крај останавме. И навистина сите политички партии, вклучително и ВМРО Народна партија, која што доби места, не ги прифати од самиот старт, но остави можност веднаш после изборите, штом ќе бидат официјално завршени, да разговараме и да бидат составен дел и на извршната власт. Со сите тие партии имавме коалиција и на локалните избори. Тоа самото по себе потврдува дека ги разгледуваме сите кандидатски места, сите кадровски решенија, кои што може да бидат добро решение во интерес на граѓаните. Освен министер за здравство, треба да се избере и нов заменик министер за образование и наука на местото на Висарга Нију од Дуи, кој во неделата ја потврди победата и стана нов градоначалник на Чаир, а се уште нема официјална информација и за тоа дали ќе има избор и на нов министер без ресор на местото на Рамис Мерко, новиот градоначалник на Струга.